Гостиварци се уште се во кризна состојба, а по една недела од прогласувањето на епидемијата не се гледа крајот на кризата за вода. Техничка вода во чешмите нема и не се знае точно кога ќе протече. И понатаму граѓаните за лична хигиена се снабдуваат со вода како знаат и умеат, додека за пиење флаширана вода добиваат на пунктови кои ги снабдува државата. Бројот на луѓе кои се јавуваат во здравствените установи се намалува, но се уште има нови случаи со дигестивни проблеми. Министерот за здравство вели дека утрово добил број на ново заболени за денеска и според него епидемијата стагнира. Денеска имаме состојба од 80 првопријавени пациенти, што е двојно намалување од претходните бројки и дефинитивно сме во надолен тренд. Вкупната бројка на заболени е околу 4000. Се прават редовни анализи на водата на повеќе мерни места. Во моментот кога ќе биде хорирањето на задоволително ниво, ќе биде дадена дозволата за употреба за техничка вода. Во меѓувреме се истражува работата на болницата во Гостивар. Дали здравствените установи на време реагирале и ја известиле јавноста. Сепак според Клековски најголемата одговорност е во раководството на комуналецот Гостивар, бидејќи предпријатието било задолжено да ја извести јавноста за резултатите од испитувањата на водата од водоводот. Смета дека не треба да се бара и лоцира одговорност пред време, се додека трае истрагата на обвинителството. Вие треба да разберете дека летно време секако има гастроентерити, има епидемиолошки стандарди на колку случаи се пали црвено светло, дека нешто невообичаено се случува. Дозволите да го направиме тоа. Луѓето во ненормални услови се справија со по 400, 500, 600 пациенти дневно со здравствениот дом. И за делот на тоа треба да им одадеме признање. Што се случувало, дали затајало, дали превиделе, треба на мира да го видиме тоа. Инаку во моментов трае зголемено хлорирање на водоводниот систем во Гостивар, со кое се очекува да се добие употреблива вода за користење за лична хигиена. Од друга страна, според министерот, токму од одржувањето на личната хигиена ќе зависи дали ќе се појават дополнителни заболувања кај граѓаните на Гостивар. Во меѓувреме во притвор се директорката и двајца раководители на комуналец, кои според обвинителството на 25 јуни дале налог да се постават 3 потопни пумпи од канал со површинска вода со штетни материи. По ова се загадила и водата за пиење во Гостиварскиот водовод.